за да тоа информирање се пренесе на трите јазици. Не генерално секоја вест која оди на еден јазик, оди на другиот и на третиот јазик. Значи нема разлики тука. Имаме наши вести, регионални, значи вестите, во кои има информации локални, регионални и на ниво на држава. Да кажам исто така дека се реализират и собствени проекти, има документарни емисии, репортажи и така натаму, на трите јазици исто така. И покрај тоа што е мала редакција, успеваме да придонесеме за соживотот, толеранцијата, верската и етничката толеранција во овој регион. По она што до сега го работеме, навистина имаме реализирано голем број на проекти. Тоа се меѓународни проекти, например, ја да спомнам. Ова мала телевизија ја има единствената емисија која има реализирано за хаџот. Како муслиманите од Македонија го реализират хаџот во Саудиска Арабија, во Мека и Медина. Потоа имаме емисии реализирани во сите, да кажем, речиси европски држави, на македонски или албански јазик или турски. Посебни емисии имаме за иселенициве, печалбариве, кои ги имаме на големо. Познато е, Дебар има 15.000 жители од Дебар кои живеат во Соединетите Американски држави, но исто така има голем број, бидејќи регионот е познат, овај на западен регион во Македонија е познат по силната миграција уште по Првата Балканска војна. Има голем број во Турција, но исто така голем број, например, познато е состојбата што се случувале по Балканските војни, значи Дебар во еден период останал само на 4.000 жители. Денеска се живее добро, затоа со живот имаме придонес и ние. Например, еве пример ќе ви кажам. Со наша иницијатива за секој бајрам, за секој Великден се реализираат со нашата телевизија средби кај попот и кај роđата. Мислам дека придонесуваме доволно во ова насока.